Пред 2 години на падините на дезерото Козјак, една смела идеја почна да се претвора во реалност. Денес, Гризли Иглус е една од најпрепознатливите туристички атракции во земјава. Спиење под звездено небо во стаклени иглоа сред недопрена природа и со поглед што го одзема здивот. Токму тоа ги привлекува авантуристите, љубителите на природата и туристи од целиот свет, претворајќи го Козјак во дестинација која долго се памети. Тимот на иновативност ги посети Александар и Кристина Христови, кои 24 часа се грижат за секој детал, од пречекот на гостите, избогатување на понудата, до зачувување на природата и чистата околина околу Козјак. Гризли Иглус, ние го кажуваме дека е искуство. Тоа е едната единствена реченица. Гризли Иглус не е преноќувалиште, Гризли Иглус не е престојувалиште, Гризли Иглус не се само тие 5 прекрасни куполи кои што се. Тоа е 3 до 5% од ај-кетчерот на човек да му го земе вниманието. Ние нудиме искуство, значи од самиот момент на бирање да се дојде тука, до самиот престој на локацијата, до сите хајкинг патеки, до можност да се посети езерото, до можност да се видат дивите животни, до пристигањето, до комуникација со нашиот тим, е искуство. Цивилизираниот човек го има изгубено допирот со природата и дека чистото враќање на реконекцијата кон природата е едно невидено искуство кое што луѓето го доживуваат на еден многу убав начин. Дали е тоа да се загреат на огин, дали е да се истушираат и со ладна вода, дали е да спијат под ведро небо, дали е да го слушаат ветерот или напливот на дождот, за нас искуството. А се започна многу искрено и едноставно, од големата љубов и почит на тимот на Гризли кон природата и желбата на недопрените убавини на Козјак да ги видат и искусат што повеќе луѓе. Гризли е една идеја која што не е многу едноставно во една реченица да се објасни. Таа тргна со нашиот иницијален порив како да се оттргнеме од тој, да кажеме, корпорацијски или цивилизиран начин на живот и да најдеме некоја дејност што ќе не однесе да во природата на некој начин. Тоа е една најосновна реченица која што го опишува почетокот на Гризли. Втората реченица што би го опишала е нашиот живот приватен, да кажеме, вон работата, е најголем дел го проаѓаме во природа, и тоа не само во Македонија, во сите делови на светот. И од тамо ги имаме примерно сите искуства, и лоши и добри искуства, како треба да биде, како не треба да биде. Така да кажеме дека тие две спојки од тоа што сме виделе и нашата желба е првиот сплет на како да се роди Гризли Иглус. Голем дел од целите што си ги поставивме, ги остваривме. Ние по принцип сме и двајцата многу амбициозни у нашите цели, така да било кој од нас да го прашаш ќе ти каже дека не сме ги исполниле до крај, но да кажам началните цели ни се сите исполнети. Каква популарност доби Гризли Иглус, збориме на светско ниво, ние сме пријатно изненадени, не дека не сме го очекувале и не сме го посакувале. Но самиот факт дека Гризли Иглус е, например, на светско ниво ставен како број 1 експириенс на Airbnb страната, за нас е огромен комплимент. Тука би се надоврзала, чисто да потенцирам дека ние ова не го гледаме како нешто што има почеток и крај. Често знаеме да кажеме ова не е кратка трка, ова е маратон и практично нашата цел, ако е дека секој еден гостин што ќе дојде во Гризли сакаме да се чувствува специјално и сакаме од тука кога ќе си отиде да си отиде со најубави можни спомени, ние целите секојдневно ги остваруваме. Најголем дел од гостите во Гризли Иглус се странски туристи и авантуристи кои токму поради оваа уникатна понуда ја избираат Македонија за своја дестинација. Воодушевени од природните убавини на Козјак и ни секојдневното искуство што го нуди овој туристички комплекс, тие своите впечатоци ги споделуваат со илјадници луѓе широм светот, претворајќи се во најдобри промотери на Македонија. Сепак за ваквите гости да останат подолго и полесно да патуваат низ земјава, потребни се поедноставни административни процедури и повеќе дигитални услуги. Гостин кој ќе дојде во Македонија, ден-два му е малце. Сепак он има лет да дојде, па лет да си оди и они бираат да се 5 до 7 дена. Мора сите да разбереме, ова се нов тип на туристи. Ова се туристи кои што го гледа рилот, ја гледа фотографијата и он веќе утредента сака да е во таа држава.
таа држава треба да е ултра лесна за него. Кај нас има и они не сакаат да спијат по скапи ресорти, каде што ресортот со пасош го пријавува полиција и така натаму. Он сака од кај нас да истражи и не знам, да иде во локалното село, кај некоја баба да преспие и да јаде зелник и од тамо да отиде во Охридско некое село. Они се номади, они сакаат сите истражуваат искуства. Во тој поглед, мислиме дека на нашава држава е потребен малце поунапреден систем, затоа што не е толку user-friendly за нив. Согласно нашите прописи, доколку они одлучат да спијат во некоја установа, што не е, например, како нашата, таа бабичка треба да го земе неговиот пасош и да иде во локалната полиција да го пријави, или он лично да отиде во полицијата, дали било во Драчево, или во Беко, или каде и да е, или во Охрид, да се пријави, да му дадат картонче, и тоа не е искуство кој што странците сакаат да го поминат. Македонија, мислам дека во моментов треба да работи брзо кон таа дигитализација и олеснување на сите тие туристи да сватат дека ние сме отворени, секако во рамките на законот и со одговарање на првото прашање, да остане природата заштитена, да ние законски знаеме кој ни влегува во државата и така натаму, но тоа да биде на еден дигитален и олеснен пат. Секако, и оваа бизнис приказна има своји предизвици. Отпадот е еден од најголемите проблеми во околината на Козјак. Наместо само да укажуваат на проблемот, тимот на Гризли покрена иницијативи кои добиваат широка поддршка од заедницата. Како еден од ограничувачките фактори со кои што се соочивме беше ѓубрето и сликата која што ја оддаваше не само местото тука, која што беше навистина доста со ѓубре, меѓутоа и целиот пат до тука. Така да ѓубрето како број еден непријател решивме да го решиме и да направиме некоја стратегија во тој поглед, некоја решение кое што ќе биде одржливо, постојано и практично тоа стана наша валута, нели, да го чистиме ѓубрето, да го чистат ѓубрето и посетителите на паркот, а ние за тоа да ги наградиме со ноќевање или со користење на нешто од нашата флота. Тоа не само што го препознаа посетителите и нашите гости, го препознаа и компаниите, па така таа наша заложба за заштита на животната средина од чистење на ѓубре се продолжи, да речам, кон грижа за целокупниот парк, каде што продолживме со иницијатива Grizzly Forestation Project, каде што си дадовме за цел да засадиме 10.000 садници минатата година. Друга страна, светските туристички трендови одат во прилог на ваквите проекти. Се повеќе патници бараат автентични доживувања и скриени природни богатства наместо масовни туристички центри. Токму овде лежи големата предност на нашата земја. Македонија во моментот треба да го искористи она што е тренд во светот, заради тоа што ако допред 15-20 години туристичките дестинации ги диктирале туристички агенции или некои туристички организации на ниво на држави, така да речам, и во фокус, например, од балканските земји или во Европа се знаеме, да речеме, кои земји се секогаш во фокус на туристите. Меѓутоа, трендовите се менуваат и сега класичниот туризам новиве генерации го менуваат. Значи, знаеме дека веќе не се во тренд. За некого може би да, меѓутоа за поголемиот дел од луѓето кои што сакаат поинакви искуства, големите хотели, ресорти, таа перцепција почнува да се менува и тие веќе се прилагодуваат и одат по nature wise да бидат. Така да ние треба да го искористиме тоа што буквално сега луѓето се амбасадори, луѓето го диктираат трендот и кај нас се случува да дојдат две девојки од Шпанија и после 2 недели ние да имаме 40% од occupancy од шпанци, само затоа што две девојки направиле феноменални видеа. Тие видеа станале вирални на TikTok со милионски прегледи и практично не е важно веќе дали е Италија, дали е Шпанија или е Македонија, ние играме веќе во иста лига со тие земји. Посетата на иглоата е доживување само по себе. 5 уникатни куќички сместени во срцето на природата нудат поинаков поглед на одморот и авантурата. Дополнително, тие се целосно дизајнирани и произведени во Македонија од најквалитетни и безбедни материјали.
Пред да бидат поставени на Козјак, поминале низ серија тестирања во екстремни временски услови, потврдувајќи ја нивната безбедност и издржливост. Све што правевме требаше да пројде низ двете прашања. Дали ти би го користела ова? И дали ова ќе те штити 365 дена? И дали штети на околина или на било кој начин ќе промени околината која што ќе се најде. Ако ги одговори сите тие три прашања, немаме едно ливче извадено за ние да се наместиме. Ние сваќаме дека сме гости во овој дел и како таков беше и дизајниран проектот. И мислам дека највише успеа бидејќи беше со многу љубов, искрено да ви кажам. И сами ни се отвара и патиштата, и идеите, и се решава и проблемите. И глоата обзема еден огромен дел од вниманието, нели, и по начин на кој што сме ние препознатливи, но во нашата филозофија и во нашата перцепција, они се 3 до 5% од приказната. Приказната е какво чувство ние им нудиме на гостите што ќе дојдат, со каква посветеност ние им се обраќаме, какви патеки им нудиме, до храната што ја гастрономското уживање во сплет во соработка со Националниот парк Јасен, со најчистото диво месо сготвено на најубав можен начин. Со секој производ ни е локален од локалните добавувачи из села или локално мед произведен. Престојот во Гризли Иглос дефинитивно е магија, вели Кристина, затоа што ноќите овде нудат неверојатна блиска дружба со ѕвездите, но постојаното воведување новитети во понудата е маст. Ева веќе втора година како сме тука, се обидуваме постојано да воведуваме нешто, апсолутно се надградуваме во понудата. Сега откако Гризли прерасна во планински центар, значи нашата понуда не се само иглоата, туку и многу повеќе содржини. Дали е тоа од аспект на да го истражувате регионот, активности долу на езерото со суп, со кајак, да истражите планината со точаци, односно со e-bikes или со e-атевиња, до трасирање на нови патеки кои што досега не биле познати, што туку ја маркиравме и ја промовиравме патеката Козјак матка, која што е многу атрактивна за нашите гости и посетители. Така што можам да кажам дека ја усовршивме понудата од она што бевме пред 2 години. Сега мислам дека нудиме малку посеопфатна услуга, меѓутоа првенствено ние сме, како велиме, magic makers и уствари нашата основна работа е да им приредиме магија на гостите. Денес туристите се помалку бараат место за преспивање, а се повеќе бараат уникатно доживување. Во оваа филозофија Александар и Кристина го вметнуваат својот бизнис концепт и им го препорачуваат како бизнис на сите љубители на природата. Топло можам да им порачам на сите што ја сакаат природата, на било кој начин да пробаат своето хоби, да го обзнанат или да го направат јавно или достапно, да кажеме, према странски туристи или едноставно за користење, мислам дека ќе имаат бенефит. И да си го поминат животот во природа, и да помогнат на нашата држава, да се етаблираме како чиста природа, како недопрена природа, како гостопримлив народ како што сме, и да имаат за своја живеачка. Апсолутно тврдам дека сме на светско ниво трендсетери во овој тип на уникатни искуства кои што се директно поврзани со природата. Македонија можеби е мала по територија, но е исклучително богата со природни богатства, пејсажи и автентични доживувања кои се повеќе ги привлекуваат современите патници. Во време кога туристите бараат недопрени места, автентичен амбиент и вистинска поврзаност со природата, нашата земја има се што е потребно да стане високо рангирана дестинација на мапата на светските авантуристи. Приказни како оваа на Гризли Иглос покажуваат дека кога визијата, претприемништвото и почитот кон природата одат рака под рака, се создаваат искуства кои долго се паметат и уште подолго се раскажуваат.